Звонко Конески од Прилеп заедно со неговиот син Петар се последните садчии во Прилеп и во поширокиот Пелагонински регион. Занаетот го наследил од неговиот татко, кој својот дуќан го отворил во далечната 1952 година. Јас сум втора генерација, син ми е трета, татко ми е прва генерација. Овде во дуќанот го отворил 1952, фактички 71 година непрекинато работиме на истава локација овдека. Почнал татко ми, почнал да ги изучува негде 1942 година, ке неговиот тетин, Илија Чучур да го спомнам. И понатаму бил даночен инспектор 3 години, па откажал и во 52 го отворил садчискиот дуќан. И тогаш во 52 година во Прилепскава чаршија немало дуќани, кај да отвори, прво го отворил 2-3 месеци во трафиката на театарот Војдан Чернодрински. Тогашниот директор Дишко Нумовски му е изнаемил да продава билети и да поправа часовници во трафиката. Потоа јас веќе од 8-9 години почнав да идам одеќе татко ми, почнав со будилници и така основата да е научам во часовничарството и со тек на време јас наследив, а сега еве и синов 10 години е со мене тука заедно. Конески вели дека секој занаец има своја тежина, но за да поправаш часовници, требало пред се човек да има големо трпение и упорност. Треба упорност, подолг период, не може да се научи во една година и да станеш мајстор, значи треба подолг период, па да бидиш упорен да оти во часовничарство и како и сите други занаети, има успони и падови во продажба, во работа и главно од неупорноста изумира занаетиве. Некој че првата пречка 2-3 месеци ќе види дека че има тешкоти, потешкоти и ќе го затвори дуќанот. Треба да биде поистраен за да биде подолго трајно во занаето. Кога човек ќе погледне еден механизам од часовник, тоа изгледа толку сложено, па човек би помислил, ова јас никогаш нема да можам да го расклопам, па уште помалку да го составам ако се извадат сите негови делови. Но Конески вели дека на секој часовник основата му била иста, само треба време да се научи како функционира сето тоа. После е сето тоа рутина. Рутината и брзина, стрпливост, не сака нервоза. Некојаш имаш ден кога си нервозен многу, остави го часовникот, па ќе го отвориш утре, наредниот ден. Значи да не е силуваш работава, да малце да спласни, па наредниот ден за 5 минути тоа ќе го направиш, ќе ги исправиш кварот, например, да речем. Ова е, како да речем, протокол на работа, како оди постапката на работа. Преку, како да речем, преку ред не може ништо да направиш. Значи, постапката од основно мора да се спроведи така и во поправката. Не може преку ред нешто да види. Значи, на еден механизам е основата, ако е механички, опругата пренесува на зупчаниците, таа е основа, например, среден зупчаник, достреден, секундарен, анкер и осовина. Значи, таа е основата на сите часовници. Ке механичките е опруга на појувањето, со навивање, например, на будилниците и рачните на 24 часа, а зидните има и 7, 14 и 30 дена опругата кај што може да издржи. Исто и тоа е и ке кварцините, само таму нема федер, опруга, таму има напојување од батеријата е напојувањето. Иначе основата е таа на часовничарството. Знае да ги поправи и најсложените механизми, па дури и оние часовници од минатиот век, кои што ги собираат колекционерите кај нас. Рачни, джепните сега ги има обично некои колекционери што собира джепни часовници, има колекционери со зидни часовници. И да, од други градови, од Скопје и да, од Битола ми ги праќа по карго, по такси, по некои стари зидни часовници в Скопје, например, не може да сега, баш имам пред неколку дена, во Скопје на година го шетал низ повеќе мајстори, одека отклонивме проблемот, стар часовник, негде околу 110 години, и така, некои што се поретки,
што сака да остане во фамилијата или во колекцијата на колекционера. Колку имаме такви колекционери во Македонија, во Прилеп, во регионов? Нема многу, има колекционери така со добри часовници, некој знаеш рачуна колекционери и со часовници со кварцни, и јас тоа не ги рачунам, со ефтини часовници. Например, со джепни часовници има 80-90 парчина на джепни часовници, колекција, се име да не му спомнувам на човекот. Например, колекција од 80-100.000 евра, колекција на джепни часовници или на рачни часовници, поскапи, со брендирани Зенит, Омега, Лонжин. Зидни часовници има луѓе со 30 на 35 зидни часовници, стари, нови. Кој е најстариот часовник што сте го поправиле? Па најстари имам поправано од джепни часовници, од негде 1880-та, 1890-та, тука негде. Кај нас во овој регион тие се часовници најстари. Тоаш ги купувале или од Америка, или од Солун. Тие биле патиштата да дојде овдека до джепен часовник во тоа време. Конески е особен горд што неговиот занаед ќе го продолжи неговиот син. Па најпрво, уште една мој 10 годинки, идев тука, помагав ке татко ми на Дојчан. Најчесто во среда, да речеме, ако сум втора смена на училиште, пред часовите или обратно, ако сум прва смена после часовите, и во сабота. Во сабота бев редовен уште од 10 години, уште моје четврто-петто одделение. И полека ми ја садуваше таа љубов кон часовниците, татко ми, за да после почнам се почесто и почесто се интересирам околу занаетот и ете после години сум тука на занаетот. Колку беше тешко да се научи? Па видете, не е баш лесен занает. Во смисла лесен да гледаш месец, два, три, да почнеш одма да работиш. Певе на чист пример, првите 3 години татко ми не ми даваше некои сериозни задачи околу часовници. Буквално 3 години ми поминаа во учење и во промена на батерија само. Првите 3 години. Кои часовници ти се најтешки за поправење? Па најтешки за поправање се оние посложените рачни часовници, пошто е сето тука минијатурно, сето е бара одреден труд, бара внимание. Петар Конески вели дека за жал ниту еден од неговите врсници или некој млад човек во Прилеп не сака да се занимава со поправање на часовници. Барем јас не сум налетал на таков. Знаете, онако ќе му објасните во целост, значи, што се бара овој занает, дека не е така едноставен. А иначе, онака од прва што се интересираат, демек, сакам и јас, сакам, знаеш, да научам, ама не е едноставно и брзо крева раце. Дали доаѓале деца тука да гледаат, да учат како што викам порано калфи, чиреци и така? Нема, се пославо така дечина има помлад, што знаеш се интересира, гледа што преш, како преш, па да те прашува што е сега тоа, што е сега тоа. За жал се пославо. Она што е можеби најголемата сатисфакција и за прилепчани и за граѓаните од поширокиот регион е тоа што Конески и покрај големиот број понуди за работа во странство се едни од ретките кои што ги одбиле и ќе останат тука да го развиваат својот занает. Се живее нормално, дека еден нормален живот, сега зависи кај афинитетите на човек колку му се запари. Тоа е некој многу, некој малце е задоволен и така, ние сме задоволни со работата и ни причинува задоволство дека да работиме и да сме во Прилеп. Тука не би сакале да одиме нигде на страна да работиме. Знаеш, многу души летно време и да странци, да дојдиш во Франција, нема часовник, да дојдиш во Германија, во Америка, во мали центри, градови нема. Ама не, остануваме тука и љубени сме во градот и во чаршијата и во занаето. Велат доколку човек се труди и во Македонија може многу добро да се живее од занаетчиство.